Добро вечер. Ново издание на И што сега. За политиката се зборува, но од економијата се живее. На крајот на 2018 ја сумираме годината. Каква е кондицијата на стопанството? Донесоа ли владините мерки по квалитетен живот за граѓаните? Зошто потврли реализацијата на капиталните инвестиции? Како новите даночни решенија ќе влијаат врз бизнисот? И што сега? Што не чека во 2019 година? Гостин во македонската телевизија е вице-премиерот за економски прашања Кочан Ѓушев. Добро вечер, вице-премиере. Добро вечер, благодарам за поканата. Се добива впечаток дека политичките случувања годинава ја засилија економијата. Каква е вашата оценка? Дали економијата беше ставена во втор план? Па видете, оваа година политичките случувања во Република Македонија беа толку динамични и толку изразени да би се согласил со вас дека ја ставија економијата и сите останати теми во втор план, затоа што темите кои што беа отворени политички, а кои што крајно ќе имаат ефекти врз економија и за целокупното живење на граѓаните во Република Македонија, беа толку јаки и толку важни за целокупното општество и нерешени, би рекол, уназад 27 години. И така да нивното решавање и природно беше да земе најголем медиумски простор, јас би рекол, и да секогаш вестите се отвараат со тие прашања и со прашањата околу судските процеси и со прашањата околу делот на потпишување на договорите, пристапувањето и значи сите активности кои што се во духот на придружувањето на нашата држава кон НАТО и Европската унија. И така да можеби и природно беше да тие теми земат најголем дел од медиумското внимание, меѓутоа тоа не значи дека во економијата не се работеше, него само јас би рекол не беше толку медиумски доминантна и не беше толку експонирана можеби, и тоа е нешто што веројатно треба во иднина малце повеќе да се прави, и ние како влада се надевам дека следната година вести ќе отварате вие медиумските куќи со економски теми, а не со овие теми кои што јас лично сум убеден и се надевам. Нормално ќе зависи тоа од парламентот, но гајам голем оптимизам дека тие ќе бидат веќе разрешени. Така да не би се согласил со констатација која што ја слушам, нели, дека економијата била запоставена. Таа не беше запоставена, ние интензивно работевме и со премиерот и со останатите министри од економските ресори на сите прашања од економијата. Мислам дека бројките тоа најдобро го кажуваат, но во оваа емисија ќе имаме прилика и повеќе за тоа да зборуваме. Она само што генерално можам да го кажам, ние наследивме една економија која што беше во една сериозна рецесија, во еден минус. Значи, во бруто домашниот раст беше минус 1,7%. Тоа знаете као еден воз кој што трнал по шините во еден правец, сега за да го ставите да оди во друг правец, прво треба го застанете. Така се случи и со економијата, значи од минус полека дојдовме нели до нула во првиот квартал на оваа година, меѓутоа сега веќе вториот и третиот квартал гледаме дека бројките се позитивни, тие се над 3%, и јас очекувам во четвртиот квартал тие да бидат и уште повисоки, бидејќи гледам како се одвиваат работите и во која насока се движат економските процеси. Ќе анализираме зошто е тоа, зошто тоа беше така, која дејност потврли. Меѓутоа, она што генерално можам да кажам, па и денешната информација која што излезе во јавноста е дека у ноември имаме 4,9% зголемено индустриско производство, а ако земеме кумулативно, значи од јануари до ноември, значи ова првата бројка е споредено ноември 18 спрема ноември 17, а кумулативно од јануари до ноември 18 година, споредено со истиот период, значи за 17 година, е 5,2%. Јас мислам тоа е еден солиден индустријски раст, бидејќи индустријата е таа која што дава одржлива економија на долг рок. Ако таа расте, тоа е нешто што ќе има квалитет на подолг рок и ќе даде одржлива економија на подолг рок. Па, генерално земено, неколку се гранките во бруто домашниот производ на Република Македонија кои што го креираат, да, се е битно во државата, сите гранки се важни. Тоа секоја држава има своја сопствена структура, значи на креирање на бруто домашниот производ, што е доминантно. Во земјите можеби као Грција и Хрватска тоа е туризмот, во земјите кои што се на Блискиот исток можеби е тоа нафтата и гасот, но во Македонија ресурсите се тие. Ние ресурси имаме да растеме најмногу во индустрија,
значи човечкиот ресурс кој што ја создава индустријата и технологијата во земјоделие, во градежништво и во трговија. Тие се, ако видите и во структурата на бруто домашниот производ, во главно игранките кои што го сочинуваат и кои што го ствараат, го создаваат над 60% од бруто домашниот производ. Во 3 од тие 4 гранки оваа година имавме раст. За индустријата веќе ви кажав, слично е значи и со земјоделието, некаде околу 5-6% се бројките, додека трговијата е уште подобра. Таму бројките се двоцифрени, 11-12%, и она што многу значи дава надеж, тоа е што како резултати на растот во индустријата, а и како целокупната економија, значи бројките во извозот и увозот се зголемени, и тоа позитивно. Зошто викам позитивно? Затоа што увозот е зголемен само 12,2%, додека извозот е зголемен 16%, за 16,4% поточно. И тука е направена разлика од 4,2% позитивна, значи, и тоа значи дава еден сериозен импакт и покажува дека полека Македонија го намалува оној дефицит што го има и разлика помеѓу увозот и извозот. Ова вака генерално би го кажала, можеме и подетално да зборуваме за поодени проекти. Евидентна беше слабата реализација на капиталните инвестиции. Како и зошто се потврли? И зошто градежништвото не ги бележи оние стапки на раст како од претходните години? Значи, прво мораме да разграничиме за да биде јасно за сите ваши гледачи ценети дека она што се гради се во државата не влегува во буџет. Например, најголемите инвестиции во државата тоа се патишта, железници, гасовод, далеководи, енергетика, тоа е надвор од буџет, тоа е во претпријатијата. Додека во буџет се само значи трошењата и градењата кои што се однесуваат на министерствата. Например, Министерството за образование реконструира или гради нови школи, Министерството за здравство реконструира или гради нови болници, Министерството за за транспорт и врски прави нови водоводи, екологија, значи пречистителни станици и така натаму. Целиот буџет, значи, во оваа година што беше предвиден, беше 400 милиона евра, од кои само 120-30 милиона евра беа домашни средства, остатокот требаше да биде задолжување. Значи, кога викаме не се реализирале, а во тие останатите, значи, мал дел е тука градежништво, еден дел е набавка на разна друга опрема која што е потребна за владата. Така да, знаете, премногу внимание дадовме на тоа дека капиталните инвестиции не се реализирани, па заради тоа трпело градежништвото. Не е точно. Градежништвото трпеше заради тоа што овие проекти надвор од буџетот не беа сите функционални. И видете, треба да разграничиме што со што споредуваме. Ние споредуваме едно градежништво од претходните години во кое што, за да се реализира, државата се задолжила 3,2 милиарди евра во некој период од 4-5 години и се граделе разни проекти, меѓутоа и нефункционални, ја би рекол, односно можда не толку нефункционални, колку прашање дали толку многу влијат за квалитетот на животот на граѓаните, како, не знам, споменици, фасади и така натаму, и таму се потрошиле 800 милиона евра. И тие 800 милиона евра правеле градежна активност, правеле бројки, ама ајде да видиме дали направила трајна вредност за граѓаните на Република Македонија. И сега од тука тргнувајќи, вие сега треба да ги достигнете истите тие бројки, меѓутоа тие бројки да ги достигнете сега со функционални проекти и при тоа да не се задолжувате. Сега тоа не е така лесно, ама ние успеавме да го направиме и точно прецизно ќе ви кажам. Значи, прво рековме дали ќе го продолжиме овој начин, дали ќе продолжиме начин само да креираме бројки во градежништво за било какви проекти, или ќе ги продолжиме проектите кои што беа со проблеми. За Кичево Охрид доволно се зборуваше и за сите останати, или рековме ќе направиме проекти кои што ќе бидат само од инфраструктура и при тоа значи да и тоа значи да во еден период имаме намалена активност, а после да имаме зголемена активност. И така и направивме. И сега можам со бројки да ви кажам. Значи, овие проекти кои што се нефункционални ги доплативме практично ние, а не ги довршувавме. Во делот, значи, доплативме тоа што било реализирано претходно и отпочнавме проекти. Кичево Охрид ги намаливме цените и заштедивме 92 милиона евра. И при тоа, значи, ги додадовме сите работи кои што не биле вклучени за да се заврши тој пат. 1/3 од работите што требало да се направи тој пат не биле предвидени да се направат. И сега,
отворивме нови проекти. Значи, кои беа новите проекти, кои што ги интензивиравме во градбата, тоа беа, значи, покрај, значи, Кичево Охрид, Миладиновци Штип се дозавршува деновиве, експресните патишта од Штип према Радовиш, од Штип према Кочани, од излезот на автопатот кај Куманово према Крива Паланка, од излезот на автопатот кај Градско према Прилеп. Тоа се практично патишта кои што се градат во овој момент во Република Македонија. Јас ви гарантирам дека никогаш не се граделе повеќе километри од тоа што во моментов се гради. Исто така се тендерираше втората делница на железницата према Бугарија. Железницата помеѓу Македонија и Бугарија, за која што зборуваме и само зборуваме веќе 20 години, е поделена на 3 дела. Првиот дел беше помеѓу Куманово и Белјаковце. Тоа е и најефтиниот дел, кошта околу 45 милиона евра. Вториот дел е од Белјаковце до Крива Паланка, тоа е проектиран 147 милиона евра. И третиот, најтешкиот дел е од Крива Паланка до граница, бидејќи таму, иако е краток, има премногу тунели, мостови и така натаму, тоа е 350 милиона евра. Вториот дел не беше ни тендериран, првиот дел требало да биде завршен во 2016 година. Јас кога дојдов го затекнавме со 23% реализација, тој сега веќе има 50% реализација и ќе го дозавршиме. Во делницата помеѓу Белјаковце и Крива Паланка е тендериран веќе, значи, и тој очекуваме да отпочне следната година со градба. А што се однесува, значи, до другите инфраструктурни проекти, во јануар месец ќе биде распишан и тендерот за далеководот помеѓу Македонија и Албанија, кој што кошта околу 50 милиона евра. Или да скратам, да не сега премногу набројувам, значи, гасоводот се продолжи, знаете проблемите, водно, екологија и така натаму се надминаат и тоа продолжи да се гради. И сето това направи да во август месец веќе има 5% позитивен раст на градежништвото. И сега мораме да збориме со бројки. Ако сакаме да го достигнеме на нивото на градежништвото што било во 2017-16 година, бидејќи нели во споредба со тоа падна во 2018 година, мораме да направиме некоја градежна реализација на месечно ниво во Република Македонија од 55-6 милиона евра. Само овие инфраструктурни проекти што сега ви ги набројав, тие прават месечна реализација од 55 до 60 милиона евра. Значи, така со аргументи ви кажувам како градежништвото ќе се врати на старите патеки, без при тоа да го земам во предвид и приватното градење кое што се зима во статистиката, а тоа се, значи, стамбени згради, деловни згради, сите фабрики, хали и така натаму. Видете, кога ќе го ставите и тоа дополнително како дополнителен ефект, од тука очекувам дека градежништвото во 2019 година ќе расте, ќе биде најмалце исто толку добро колку што било, ама сега во друг квалитет на проекти, значи не спомените Можете ли да им ветите на граѓаните и на компаниите дека ќе се реализира предвидената сума за капитални инвестиции? Јасно. Видете, пак ќе кажам, ова не се во капитални инвестиции во буџетот. Али дека ова што го зборувам ќе се реализира, па да, затоа и седиме, нели, за да го ветиме и да го реализираме. Што се однесува, значи, до останатите сектори, во моментот во Република Македонија, значи сега, нели, ако градежништвото порасне, а све друго падне, па ништо не сме направиле. Затоа очекувам дека сите други сектори кои што и оваа година порасна, еве со бројки ги кажуваме, значи ќе продолжат да растат и следната година. Во делот на индустријата сум оптимист, заради тоа што во моментов се гранат 16 странски директни инвестиции, но и се градат 20 на домашни инвестиции надвор од технолошките индустријски развојни зони. Зборувам за фабрики, сите тие ќе дадат придонес кон индустријскиот раст. Исто така во земјоделието, значи, очекувам раст, заради тоа што мерките кои што сега ги даваме, повеќе не се мерки за работи што не се случиле, но таа програма треба да се смени и треба на тоа да се работи, повеќе да се оди кон развојните програми, значи и финансирање на преработувачки капацитети, финансирање на како да кажам, развојни проекти за земјоделците, не да плаќате по килограм пченица само, него да му помогнете да купи механизација, да направи систем за наводнување и така натаму, значи во таа насока да се помогне за да се порасне тоа производство, не само да стоиме на статус кво, а додека трговијата и надворешна и внатрешна, ако сето ова се реализира, таа сама по себе ќе порасне, бидејќи кога имате останати активности економски, мора и трговијата, нели, да го прати тоа. Со други зборови, ако фабриките купуваат поише репроматеријали, ќе има и повеќе тргови. 2019-та ја најавувате како економска година, ќе се реализирали проектираниот раст од 3,2%. Значи, видете, ние одевме, јас би рекол конзервативно, со раст од 3,2%, ако ова што јас сега го кажав, како математика, јас како инженер сум така научен да зборувам
со бројки и со математички модели, го ставиме во тој математички модел на растот на бруто домашниот производ, јас очекувам и пооптимистички бројки. Буџетот за година е изгласан во собранието, за опозицијата е нереален и мегаломански, а за власта устварлив. Зошто владеачката партија, кога беше во опозиција, обвинуваше за рекордно тешки буџети, а сега, кога е на власт, го предложи најголемиот буџет во историјата на Македонија? Видете, јас нема да ви дискутирам со дневно политички теми. Секогаш власта и опозицијата ќе зборуваат она што мислат дека дневно политички ќе им донесе поен. Јас во вашата емисија гостувам како подпредседател, односно заменик на председателот на владата за економија, од тука морам да имам одговорноста да зборувам со реални бројки и аргументи. Затоа нема да одговарам дневно политички, затоа што ценам дека тоа само прави една виртуелна перцепција за јавноста. Што е нормално? Нормално е ако економијата расте и буџетот да расте. Ние да се радуваме буџетот да расте. Тоа значи дека економијата расте ако при тоа не се тоа нереални, односно зголемени зафаќања од граѓаните, како што и нема. Така да практично буџетот не расте повеќе од тоа што е предвидено или реализирано како раст на економијата. Како ќе влијае одлуката за заштитни мерки за македонскиот челик? Се проценува дека ќе бидат погодени околу 2000 вработени. Имате ли план? Видете, апсолутно, прво да ја објасниме мерката. Многу информации слушнавме во јавноста претходните денови, но повторно ќе кажам, ние мора да збориме со аргументи и да кажуваме онака како што е вистината. Како резултат на заострените економски тенденции или да речеме спротивставености во светот, ние сме многу мали за на тоа да влијаеме, помеѓу Соединетите американски држави, Кина, гледате што се случува, значи пратат граѓаните веројатно она што е на некој начин една мала економска војна сега во светот која што се случува, секако ја тангира и Европската Унија. Европската Унија се обидува своето производство и своите капацитети да ги заштити. Како резултат на тоа, таа правеше 2 години истрага кои се тие области кои што таа треба да ги заштити и детерминираше некои 20, мислам дека 4 области. Од тие 24 области, 5 ги има во Македонија, од кои 4 се занемарителни, едната е подоминантна и влијателна, тоа се металуршката и металопреработувачката и тоа во главно производството на цевки. Тука се опфатени 5 поголеми компании и која е мерката? Не е таа за Македонија мерка, тоа прво да го расчистиме. Не е таа мерка која што Европска Унија ја прави ексклузивно за Македонија, па као нешто сега не казнува нас. Не, напротив, тоа е мерка која што е за сите земји што се надвор од Европска Унија. Сега, тука нема исклучок, значи за сите важи истата. Сега да видиме кога веќе нема исклучок и кога не можеме ние што да направиме, да видиме како таа нас ни прави влијание, како не афектира. Прво, мерката е коректна. Значи, во смисол на тоа, секако би било подобро да нема таква мерка, мерката за квоти сега зборувам. Таа вика, извозот што сте го имале во земјите на Европска Унија, претходните 3 години просекот, изголемен за 5% ќе го имате и во иднина. Значи, ние не зборуваме за намалување, ние зборуваме во претходните 3 години просекот и плюс 5% покачување годишно. Тоа е нашата квота што ни ја дава Европска Унија. Сега, значи, мислам дека се крена премногу драматично, да речеме, тоа се представи и повторно дневно политички, се разбира, нели, опозицијата вика тоа ќе биде катастрофа. Јас не гледам таква катастрофа, бидејќи они не ви викаат вие да намалите. Кој би имал тука проблем? Тука би имал проблем некоја од компаниите доколку во претходните 3 години работела лошо, слабо, а сега баш во 2019 година имала план 100% да порасне или многу да порасне, тогаш во тој раст ќе биде спречена. Иначе тоа така што работела до сега, така ќе продолжи да си работи и од сега. Со други зборови, никој не вика дека ќе се намали извозот од Македонија, него вика ќе се задржи просекот и плюс 5% да се зголеми. Они сакаат да се заштитат да не се затвараат фабриките во Западна Европа, при тоа да се отвараат нови фабрики во нашите региони драстично, а тие капацитети кои што сега работат и понатаму да продолжат да работат. Сега, ако е овака како што ви кажувам, тогаш јас не знам сега како ќе се испуштат 2000 вработени, кога, видете, прво да бидеме најасно. Сите 5 компании заедно, кои што се афектирани од оваа гранка, немаат заедно 2000 вработени. Сега, како ќе се испуштат 2000 вработени, не разбирам. И сите компании
кои што се афектирани од оваа мерка заедно немаат приход поише од 250 милиона евра, сега не гледам како 200 ќе изгубат, кога вкупно имаат 250. Значи, така да, таквите информации кои што за дневно политички цели ги раскажува без разлика кој, мислам дека штетат на економијата како информација, прават паника во бизнис сферата, тие се апсолутно штетни, а јас ги кажувам дека се апсолутно неточни. Значи, што е точно? Точно е дека подобро е квоти да нема, но веќе кога ги има, ефектот нивни е овој кој што ви го кажав. Значи да, можда некој ќе биде спречен да расте повеќе од тие 5% од кои што планирал да расте, но тоа е за цел свет, тоа не е само за Македонија. Така да не се бројките така апокалиптични, катастрофални, како што сака да се представат на некој начин. Дали Македонија може да ја погодат и други мерки од Европската унија? Па јас не очекувам, бидејќи Европската унија не ги носи мерките преку ноќ, нити па оваа мерка беше донесена преку ноќ. За оваа мерка 2 години се знаеше, 2 години се правеше истражување, само конечно нели на крај се усогласи. Но она што сакам да ви го кажам е дека ние не седевме со скрстени раце. Наша техничка комисија цело време преговараше со Европската унија, односно со директоратот за трговија тамо. Премиерот имаше директен телефонски разговор со Јункер во кој што за ова специјално дискутираше. Од мојот кабинет, покрај нели тоа што секретаријатот за европски прашања континуирано ја пратеше работата, од мојот кабинет јас практично се обидов да направам исто така комуникација со директоратот за трговија, се со цел да видиме дали можеме за Македонија да извадиме некоја дополнителна погодност. Она што е сигурно, ќе имаме во јануар месец уште еден состанок во Женева на оваа тема, ќе се обидеме повторно да направиме нешто дополнително, меѓутоа, тоа што важи за цел свет, да ние сега ексклузивно само за Македонија не важи, некако не би го подкревал тој оптимизам на тоа ниво, исто така како што не сакам овој песимизам кој што е пренагласен да го, како кажам, и јас како човек кој што доаѓа од таа фела, повторувам и кажувам, а е нереален. Ке направат ли турбуленции новите даночни решенија? Бизнисот останува на ставот дека прогресивниот данок треба да се одложи. Како реформата ќе се одрази врз фирмите и врз вработените? Видете, кога зборуваме за даночна реформа, ние треба да зборуваме за сите промени кои што се направени во даноците. Вие знаете дискусијата која што беше и натре во владата, и во јавноста, и во општеството околу прогресивниот данок. Значи, идејата за прогресивен данок беше да се направи малце порамномерна распределба на оданочувањето. Да речеме со други зборови, малце луѓето кои што имаат повисоки плати да платат повеќе данок во споредба со тие кои што имаат пониски плати. И во програмата на владата беше дека ќе бидат опфатени 5%, значи 5% од населението со највисоки плати да плати повеќе даноци. Кога ќе ја направите анализата, тоа требаше да биде поставено на ниво над 700 евра плата да се плати персонален данок 18%. И тогаш рековме да застанеме. 700 евра е низок прак. Зошто? Заради тоа што со тоа би ги погодило луѓето кои што се од професионалната класа, докторите кои што дежураат, инженерите во фирмите, младите интелектуалци, IT инженери, адвокати, можда и така натаму. И затоа рековме, иако е тоа така кажано, се спуштивме на 2% од населението само, значи сега ние зборуваме за персонален данок кој што ќе биде зголемен само за 2% од населението, и тоа го кренавме прагот над 1500 евра. Тоа е, како да кажеме, еден модел кој што го има во целиот развиен свет, но па од друга страна не ги кажуваме другите поволности кои што се прават во даноците, а тоа е, на пример, денеска во парламентарна расправа а на владина седница помина данокот за добивка. Тој данок за добивка, значи, многу јасно кажува дека прво она што беше гласина дека и тој ќе се покачи, значи не, тој останува на 10%, толку колку што е рамен за сите ист. Понатаму се решава проблемот на трансферните цени. Знаете, оваа држава многу фабрики пропаднаа заради тоа што ние немавме таков закон за трансферни цени, ги се извлекуваа парите од Македонија, да не кажам се правеше криминал со тоа. Така пропаднаа многу фабрики, последно беше Фени обид да пропадне, па неуспешен беше пред се, како да кажам, знаете,
ќе дојдам и до таа точка, али да го завршам само за да ноците ова. Понатаму го решивме проблемот со спортските ваучери. Таму, ако да речеме за спортот, стопанството ослободено од данок било досега околу 1.200.000.300.000 евра, сега во првата година 6 милиона евра ваучери спортски дадовме. И она што го јамачеше економијата и стопанството, позаимиците дека се даночеа помеѓу правните лица, сега ги спречивме злоупотребите да не може да оди на физички надвор од Македонија, ама внатре во рамките на Македонија резидентите да може тоа да го направат. И тоа е едно одлично решение и тоа се позитивни чекори. Генерално сакам да кажам, мислам дека со персоналниот данок, ви кажувам сега мое професионално мислење како човек кој што се занимава со економија, кренавме преголема прашина за премал ефект. И повторно дневно политички. Зошто? Затоа што зборуваме за 25 милиона евра, во буџет од 3 милиарди и 700 милиона евра, и зборуваме за 2% од населението, кое што ќе треба да плаќа, да речеме, некаква си мала сума на пари, која што се мери у стотици денари, да речеме. Така, значи, не збориме за некакви големи ефекти. Но, сепак, а од друга страна, па не ги зборуваме позитивните работи, и, знаете, некако во Македонија позитивната вест не е вест. И тоа е она што, мислам, ние како општество треба да го менуваме. Треба да се критикува се што е негативно. Јас тоа го прифаќам. Ако некој го прифаќа, ја најмногу сум го прифаќал во владата и најмногу сум бил веројатно критикуван. Меѓутоа, од друга страна, пак, многу брзо ги забораваме позитивните работи. Да речеме, ефтината тарифа на струја се воведе и тоа веќе не е вест. Па после тоа, не знам, Фени се спаси да не пропадне, тоа не е вест. На Југохрому се помогне да заживее сега, еве, треба, нели, тој процес тече, и тоа не е вест. Понатаму се донесе законот за енергетика кој што ослободи можност да се направат сега следната година 200 мегавати фотоволтаици, и тоа не е вест. Вест е само негативната вест. И мислам дека ние како општество треба полека да, негативните работи да ги кажуваме, ама да ги кажуваме малце и позитивните работи. Како парите од побогатите ќе се вратат кај најсиромашните и како граѓаните да бидат сигурни дека нема да бидат искористени за некои непродуктивни трошоци? Па видете, ова е даночната политика, што ја дефиниравме, таа е даночната политика. Значи, таа не се менува ништо радикално и драстично. Што се однесува, значи, до граѓаните, нема како некој нив да им ги земе парите и нивната заработувачка. Најдобра гаранција е за тоа да парите кои што се собираат од даноците и кои што државата ќе ги троши, без разлика дали преку капиталните инвестиции во буџетот, како што ви реков, школи, градинки, болници и така натаму, или преку овие големите трошења преку предпријатијата, да ги троши за инфраструктурни проекти. Видете, работата на владата не е да владата гради фабрики. Тоа беше во еден систем во кој што ние сите сакавме да го напуштиме, се викаше социјализам. Тогаш владата градеше фабрики, владата правеше све. Владата денеска во демократскиот свет треба да создаде услови за економија. Точно ние за тоа ги создадовме мерките за финансиска поддршка на инвестициите, кај што викаме, вие градете фабрика, вие купете нова технологија, вие купете машини, ќе дојдеме и до таа точка за продуктивноста, за индустријата, што прават тие мерки. Ние како држава ќе ве поддржиме и тоа го направивме. Ако претходно во целиот период, сега сакам да ви кажам што значи медиумска перцепција. Ако земете да прашате обичен граѓанин, следејќи ја телевизијата или сите медиуми, да речеме, претходните 6-7 години, некако се создава перцепција дека тогаш многу повеќе се правеле фабрики него денеска, што не е точно. Затоа што во тој период од 5 години се направени 23 фабрики. Сега ви кажувам, во една година 16 се градат, ама ако вие тоа него секој ден трубите на телевизија и секој ден почињате со тоа вести, па еднаш камен темелник, па еднаш една лопата, па еднаш втора лопата, па не знам, сега ги примивме, па сега разговаравме, па сега еве подпишавме, па сега почнавме, па сега прв работен. И вие практично со една фабрика држите тензија 20 емисии некакви телевизиски. Тоа не го правевме. Може би треба да го правиме, не викам дека е лошо, може да треба граѓаните да знаат, да не биде пренагласено, но факт е дека практично во индустријата се направи доста, тоа го покажуваат и бројките, па овие бројки од некаде излегоа, не ги ние у владата направивме. Значи, сакам да кажам, најголема гаранција за граѓаните, ако владата не троши пари непродуктивно,
него ги троши само за инфраструктурни проекти. На владата работа е да обезбеди услови, да обезбеди патишта, железница, гасификација, далеководи за струја, па понатаму, не знам, градинки, школи, болници. Тоа е работата на владата. Остатокот треба да биде приватна инвестиција, без разлика дали е индустрија, рударство, енергетика, земјоделие, туризам, тоа се области кои што треба да бидат области на предприемачите, а владата со своите мерки да им помогне. И ние тоа управо и го правиме. Ако политичката криза е веќе зад нас, можеме ли за година да очекуваме нови странски инвестиции? Да, јас можам да ви најавам неколку веќе, кои што се резервирани. Значи, јас кога викам за 16 директни и 20 надвор од зоните, тоа се тие кои што се градат во моментов. Меѓутоа, сите плацеви скоро во бесцаринските зони се резервирани. Кога викаме резервирани, значи се уште не подпишани договори, компании кои што искажале спремност и желба да дојдат. Секако тие исчекуваат овој процес кај нас да заврши, да видат дали ние дефинитивно ќе тргнеме кон НАТО и Европска Унија, и со самото тоа тие чекаат да донесат голем дел од нив одлуки. Јас можам да ви најавам една германска голема, но многу е битно сега кој тип нас на инвестиции ни требат. Видете, нас повеќе во државата не ни требат инвестиции кои што се запослуваат 6000 шнајдерки, да речеме, или не знам 5000 луѓе кои што ќе штрафат кабли и ќе земаат ниски плати, не заради друго, не дека се тие лоши инвестиции, него заради тоа што ние повеќе работна рака за такви работи немаме. Значи нема слободни невработени кои што се спремни тоа да го работат. Ние денеска треба да правиме инвестиции кои што ќе ги задржат високо квалификуваните и едуцирани млади луѓе во државата. Затоа ние сме таргетирани кон инвестиции што запослуваат 300, 500, 400, 200 луѓе. Меѓутоа, да 100 од нив бидат високо квалификувани, да тие имаат висока плата над 1000 евра, да при тоа, значи, компаниите кои што тоа ќе дојдат направат високо производство, финални производи, кои што да речеме со 300 вработени ќе направи 100 милиона евра промет. Такви компании нас ни се потребни и управо на такви работиме, такви донесовме и следните кои што во Републиката треба да дојдат се управо такви. Тоа ќе има импакт и врз економијата, и врз индустријскиот раст, и врз големувањето на трговијата, но најважно врз вработувањето на интелектуалната класа во Република Македонија, која што пак сега треба ние да ја поправиме како држава, пошто со руинирањето на образованието ние ја уништивме. Ние сега треба да ја вратиме, образовниот систем да го вратиме како што треба, за да пак таму има кој да работи. Со оглед на тоа дека имаме голем одлив на кадри надвор од земјава, странските инвеститори кои тука вложуваат наоѓаат ли квалитетен кадар? Па видете, за сега да се уште наоѓаат квалитетен кадар, иако сите тие високообразовниот кадар го праќаат на дообуки во нивните матични компании и мислам дека се повеќе и повеќе е, како да кажеме, недостатокот на квалификувана работна рака, без разлика на кое ниво е, дали е на ниво, да речеме, на квалификувани работници, занетчи, у смисол на тоа, значи на технички, стручни струки, тргнувајќи од забарувачи, оператори на машини, не знам, управувачи со градежни машини, градежни работници и така натаму, или пак е во делот, значи, на високообразовниот кадар, како што се инженери, електромашински, информатичари, градежни и така натаму. Значи, тој кадар полека во Македонија станува многу дефицитарен. Тоа значи дека продукцијата на кадар тука треба да се зголеми, но не само продукцијата, и квалитетот треба да се зголеми. Ги задначивте субвенциите за домашните и за странските инвеститори. Каква е соработката сега со странските инвестиции? Одлично. Значи, еве, сите странски инвеститори кои што ги имаат договорите во Македонија, ние како совесна држава моравме да продолжиме да ги почитуваме, но новите договори, овие 16 што ви кажав, што ги подпишавме и сите останати, тие ги подпишавме, значи, по новите правила, по новиот закон, и тоа е ист и за странските и за домашните компании. Поддржани се покрај овие директни инвестиции, поддржани се 250 компании во Република Македонија. И тие 250 компании очекуваме дека и тоа се поддржани само во делот на технологијата, значи само во делот на инвестиции, во купување на машини, градење на хали. Знаете, едно да расчистиме во државата. Имаше критика зошто се помагаат успешните. Јас сакам стално да го дадам тој одговор. Нашата држава премногу пари потроши уназад со години за фабрики
и поддржувајќи фабрики кои што веќе и заборавивме дека некогаш постоеле. Помладата генерација као вас може би и не памети дека постоел ФАС 11 октомври кој што произведувал автобуси Охис, не знам Стаклара, не знам Кожара во Скопје или во Велесто пилница, па ХИВ и да не бројам по другите градови кои све уште, многу фабрики. Зошто државата секогаш помагала, а тие пропаѓале, значи ние парите сме ги фрлале. Кој е тој што може да повлече? Па тие што добро работат, тие нека работат подобро, нема друг начин. Тие ќе повлечат со себе подизведувачи, кооперанти, да расте нивното производство и ние викаме, вие инвестирајте, ние само ќе ви помогнеме. Дават ли резултати доделените средства на 200 компании од фондот за Па инновации? еве, јас нема да одговорам, ќе ако одговорат бројките што ги гледате. Значи тоа е одговорот. Значи бројките сами по себе одговараат. Индустријата е таа што во моментов влече и треба да влече. Како да се зголеми иновативниот капацитет на македонската економија? Велите дека треба да се базира на иновативни проекти економијата. Видете, кога викаме за иновативен капацитет, тоа е пред се, значи, персонален капацитет. Значи, иновацијата ја прават луѓето. Не ја прави економијата и фабриките. Значи, луѓето што работат во тие фабрики, точно затоа ние ги поддржуваме, но кога викаме, знаете, малце се злоупотреби тоа иновација и технолошки развој, го забораваме во второто. Второто е поважно, а купите технологија. Зошто е важно, ќе ви кажам? Ќе ви кажам за тоа што ако вие зборувате за индустрија во Македонија, Македонија е 2 милиона жители. Вие не можете да зборувате за индустрија ако не е таа извозно ориентирана. Ако гледате најуспешните фабрики во Македонија, многу малце продаваат во Македонија. Тие се над 80-90% извозно ориентирани. Кога ќе излезете низ светот, вие морате да се борите со целиот свет. Цел свет ви е конкуренција. Вие ќе кажете, па зошто ги помагате? Па затоа што и другите држави ги помагаат своите компании. Не можете вие вашите компании да ги оставите без помош, значи, во тој свет. Во таа смисла, значи, ние не правиме ништо повеќе, освен што гледаме да сме конкурентни на тој пазар, каде што нашите компании треба да излезат. За да они може да бидат конкурентни на тој пазар, мора да имаат висока продуктивност. Не постои друг рецепт во економијата на светот да се зголеми продуктивноста, освен со зголемување на технологијата, значи нови машини, современи машини, со ноу-хау да се управува таа технологија, значи луѓе кои што ќе знаат да работат со тие машини, и трето, квалитетни менаџери кои што ќе знаат сето тоа да го организираат. Последното е над предприемачите, а за првите две ние се обидуваме како држава да им помогнеме. Што се однесува до иновативноста, се свати многу вулгарно, дека сега иновативност е нешто што вие ќе откриете, нешто што светот до сега не е открил. Па последниве 100 години колку такви откритија у Македонија има? Ниедно. Па сега што очекуваме у Македонија годинава 100 такви да направиме, што ќе осменат светот, iPhone да измислиме, тркало нешто. Не. Иновативност е, иако оваа чаша која што вие еве пред нас ја имаме, некоја машина ја произведувала за, не знам, 30 секунди, сега да направиме да ја произведе за 27 секунди. Тоа не е нешто што направило епохално откритие, ама е тоа нешто што е иновативност. Не знам дали доволно успеав вака сликовито да го објаснам, но ете ние тие работи ги поддржуваме, пошто тоа ќе зголеми продуктивноста, таа иновативност во зголемување на производство, забрзување на производството, намалување на потрошувачка на репроматеријали, од друга страна пак ја зголемува продуктивноста и конкурентноста. Како да создадеме генерации кои нема да бидат јавни службеници или пак да го зголемуваат економскиот раст на некоја странска држава, туку ќе се реализира тоа? Јас ќе ви одговорам искрено, значи јас сум родител на 2 деца, и јас моите деца ги воспитувам дека не треба никогаш да размислуваат како треба нив државата да ги запосли. Моите 2 сина се веќе и возрастни, едниот е 22, студираше надвор, па се врати во Македонија, вториот сега тек почнува да студира. Како да ви кажам, значи, прво треба ние да се смениме ментално, да сватиме дека живееме во нови општества и во нови иднини и демократски кои што веќе нема да бидат каде што вие кога ќе влезете негде да работите, ви е загарантирано дека таму ќе се пензионирате. Тоа е менталниот склоп на социјализмот, кој што ние го напуштивме пред 27 години, ама во нашите семејства и во нашиот менталитет се уште живее. Системот може да го напуштите, менталитетот не можете брзо да го смените. Значи, во тој смисол, прво ние треба нашите деца да ги едуцираме дека е ова вака, да имаат предприемачки дух. Значи, бизнисот не го прават халите, машините се помош, алатки. Бизнисот го прават луѓето.
прво луѓето треба да имаат желба да прават бизнис, да имаат храброст да излезат на пазарот, да речат јас сум способен, јас можам. Тоа е тоа што треба да се вградува во кодот на секое дете. Јас ќе излезам, ќе се борам низ светот, ќе успеам, ќе продадам, ќе направам и можам. Прво, значи, тука тргнува од индивидуата. Второ, кога тоа он ќе го направи, тогаш он не ќе сака да оди некаде да биде запослен, ќе сака да формира своја фирма. Ние како држава само треба нив да ги охрабриме, да им помогнеме. Кога јас почнував пред 20 години во приватен бизнис, немаше вакви програми како денеска. Никогаш никој ништо не помогнал. Не знам дали ме разбирате. Па, повторно се успеало. Сега, значи, треба, а со помош треба полесно да успеете, само треба да тргнете. Јас сакам да им порачам на сите млади генерации во Република Македонија и на тоа е нашата иднина практично. Значи, во Македонија се прави полесно бизнис него било каде у светот. Зошто? Затоа што во Македонија, мислам било каде, зборам за развиениот свет. Заради тоа што таму можете полесно да се запослите за плата. Ама ако сакате да формирате своја компанија, да растете своја компанија, тоа може да е многу подобро тука да го направите. Зошто? Заради тоа што Македонија и овој регион се уште е неиспишана хартија, значи многу работи не се направи. Еден пример само ќе ви кажам. Хидроелектрани мали може да изградите толку колку што има планини и реки. Не можете да градите веќе во Австрија, во Германија и во Швајцарија затоа што тие се изградени пред 150 години, пред 100 години. Денеска и да сакате да градите таму, нема више слободна планина и река. Еве има нов тендер за мали хидроелектрани у Македонија 22. Конкурирајте. Кога и тие ќе се изградат, и во Македонија после не ќе има каде да се изгради. Еве сега ќе има 200 мегавати фотоволтаични панели. Изградете, повелете. Таму нема веќе, изградено е, како да ви кажам. Значи, не знам, во Македонија можете да формирате уште индустрија која што може да се работи. Таму просторите се зафатени. Сега, пак ќе ви кажам, све се базира на фамилиарни фирми и на идеја. И најголемите компании денеска кои што изгледаат како големи компании во Западна Европа, например, не знам, еден Siemens или едно BMW, да речеме, BMW се уште има еден собственик со 56% капитал. Тоа била фамилиарна фирма, која што со тек на време испаднала на берза, па акции и така натаму. Сите тие фирми пред 200-300 години почнале како мали фамилиарни фирми. И тие се основата на индустријата. И денеска Германија, која што е најиндустријски развиена земја, се базира на фамилиарни фирми. Фирми кои што семејства ги држат. Али тие семејства 300 години ја развивале таа фирма, не ја развивале 3 години. Затоа не треба да се обесхрабруваат, треба да почнат, значи со мали фирми, па тие ќе растат полека и така натаму. И јас кога сум почнувал, не сум имал идеја дека ќе има 1000 вработени. Тоа е факт денеска, да фирмите кои што јас имам некоја собственост имаат над 1000 вработени. Меѓутоа, мора да имате храброст и да отпочнете. Значи, за младите луѓе порака, почнете, формирајте своји фирми, растете ги, не чекајте државата да ве запосли, гледајте сами да направите колку што може, а ние како држава преку овие програми за кои што зборував, сме тука да ве поддржиме и секогаш ќе ве поддржиме. Ја споминавте енергетиката, како ќе се одразат реформите во енергетскиот сектор врз севкупната економија? Видете, значи, законот за енергетика широко ги отвори вратите за инвестициите пред се во обновливите извори на енергија. Зошто? Затоа што ние како држава немаме повеќе ресурси енергетски. Да не се лажеме, ние енергетски сме сиромашна држава со ресурси. И тоа треба сите да го знаеме. Значи, ние јаглен имаме уште малце, а тоа е главниот двигател, значи, на производството на енергија. Од нафта и газ сме 100% увозно зависни. И што останува? Уште дрва, кои што не треба да ги сечеме, така, и друго нема. Тоа е нашиот енергетски потенцијал. Значи, останува електричната енергија таму каде што можеме да действуваме, бидејќи убаво е да најдеме нафта и газ, ама еве за сега не е најден. И значи тука нема што да се направи. Во таа смисла останува електричната енергија. Таму ресурс друг немаме, наш сопствен, освен обновливите извори на енергија. И ние сме една земја која што има најголема, или една од земјите со најголема сончева радиација, а имаме инсталирано само 16,8 мегавати во фотоволтаици. Значи, тоа е иднината, треба тоа да се искористи и тука законот отвара со премиум тарифите, широко ги отвара портите за инвестиции во фотоволтаици и во ветерни електрани.
хидроелектраните треба да се доградат толку колку што има, како што кажав, планини и реки. И законот управо тоа го регулира и првите ефекти ќе ги видиме оваа година. Јас најавувам дека во првиот квартал од годината ќе испадне прв тендер за фотоволтаици, каде што државата ќе го реши имотно-правните односи, пренамената на земјиштето, значи едноставно да не се мачи инвеститорот до добивање на градежна дозвола, него ние како држава колку што можеме повеќе тие проблеми за него да ги решиме. Значи ќе се овозможи изголемување на производство на електрична енергија од обновливи извори по конкурентни цени и дали ова ќе значи дека струјата во иднина ќе поевтини? Видете, значи струјата дали ќе поевтини јас не знам, ќе зависи од берзанските цени, но ние што го направивме е да струјата не поскапи. Тоа е поопасно, бидејќи ако ја пратите берзата, само последната година цената се покачи за 40%. Ако ние ги останевме граѓаните комплетно на слободен пазар, тогаш значи дека тие денеска ќе требаше да имаат 40% поскапа електрична енергија, не го направивме тоа. Точно со законот за енергетика и со воведувањето на универзалниот снабдувач, кој што е, пазете, прв пат во Македонија воведен, а тоа е само да ги заштитиме граѓаните да може да ја добијат енергијата, но само за домаќинствата, енергијата која што се произведува во домашното производство. И со самото тоа да направиме значи една заштита на тие граѓани да не се покачува цената на електричната енергија. Кој е најголемиот предизвик за македонската економија во следните 12 месеци? Во следните 12 месеци македонската економија треба да се охрабри, да инвестира похрабро, сега зборувам за приватниот сектор, да ги освојува пазарите, да биде извозно ориентирана, затоа што македонскиот пазар е мал. За економијата во делот на државата е администрацијата побрзо да решава, похрабро да решава, без страв да решава, значи за да може да се тие процеси да се одвиваат колку што може побрзо и да се ослободат, да речеме, инвестициите државни. А она што се однесува во светските трендови, за жал ние сме многу мали како држава, дека ние ќе влијаеме на светските економски трендови, напротив, ние треба будно да ги следиме и на тие трендови само да се приклучиме. На крај уште едно прашање, зошто бизнисменот Кочо Анѓушев влезе во политиката? Дали е тоа поголемата можност да се добијат тендери како што ве обвинува опозицијата или пак се работи за нешто друго? Значи Кочо Анѓушев не влезе во политиката за никакви тендери, заради тоа што и не ги добива, како што гледате, тие се некакви, пак ќе кажам, за дневно политички цели зборувања, заради тоа што ако земете во предвид колку фирмите мои вкупно работеле, а тоа е некаде над 100 милиона евра на годишно ниво, а сега зборуваме за некои тендери, не знам, од 10 кревета, не знам, во некоја болница, кој што и не сум ни знаел дека се даваат, ако искрено верувате. Видете, ја многу искрено ќе ви одговорам. Јас влегов во политиката со една чиста желба, која што не знам дали е препознаена од јавноста. Ако не е препознаена, јас само можам длабоко да жалам, да она што го имам како искуство и она што го имам како знаење претходно в животот, навистина го дадам како прилог во тоа да македонската економија се подобри. Мислам дека многу работи кои што беа годинава направени, тргнувајќи од планот за финансиска поддршка на индустријата, понатаму, да речеме, грижата за наоѓање на инвеститори за фени, да не пропадне, па носењето на законот за енергетика, се точно, може би, резултат дел и на тоа некое знаење и искуство што сум го имал и некои многу други работи, преговорите со кинескиот партнер за Кичев Охрид автопатот, заштедата на тие 92 милиона евра. Видете, моите компании се наоѓаат во Република Македонија. Јас транспарентно ги приложив во анкетниот лист, не ги криев и немам зошто да ги крием, нити да се срамам. Напротив, тие сега помалце работат во државава, значи ако Брако претходно работел 6% во држава, сега 0% работи. Значи, сега, знаете, на тој начин ако се штити јавниот интерес, ја немало тука ништо против законски. Значи, за што зборуваме? Зборуваме во година и пол за, не знам, мрежа од 30.000 евра и 10 кревета кои што коштаат 700.000 денара. Па мислите дека Брако и моите компании на тоа дојдоа? Мислам, ве молам. Значи, да не... Тоа беше дневна политика за играње со чувствата на народот, јас би рекол. Вице-премиере, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вас на вашата покана. Ја користам приликата на сите ваши ценети гледачи да им ги честитам престојните новогодишни и божични празници
Да, воедно им посакам да си поминат убаво во кругот на семејството или кој каде ќе оди, а сите заедно да си посакаме една добра, просперитетна и економски стабилна 2019 година, а тие тоа да го почувствуваат во нивните джебови и семејства. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ја следевте и што сега на Македонската телевизија. Останете со програмата на првиот програмски сервис и пријатна вечер.